Како што веќе од поодамна почнавме со параболи, така и денеска ќе биде. Јас се надевам дека ова ќе биде кратка, јасна и пред се охрабрувачка порака. Тоа ми е целта. Станува збор за една парабола која што е запишена во 2 стиха во Евангелието по Матеј. Матеј 13 глава. Матеј 13 глава ќе отвориме 45 и 46. Да прашам дали Ангел ме слуша? Ме слушаш? Добре. Значи 13 глава 45 и 46 стих. И кога веќе влегува сега Благојче Милисав, би сакле до нив посебно поздрав да пратам, посебно Благојче, кој што ака се гледа дека од Италија иде. Меѓу другото поздрав и до Андреј, до пријателот позади, до жената Габорка, незиниот син предпоставувам, до сите оние така што поредко доаѓаат. Се надевам дека сите убаво ќе се чувствуваме. Значи, кажав, Матеј 13 глава, 45 и 46 стих. Тоа е веднаш после оној опис на Царството Небесно, со скриеното богатство во нивата, меѓутоа одбрав овие 2 стиха да ги обработуваме, затоа што ќе видите зашто. И пак, Царството Небесно е слично на трговец кој бара убави бисери, а кога најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Сега, не знам, сте виделе веројатно бисер, како изгледа и што е всушност бисерот. Како се добива оној природен бисер, знаете? Значи, кога ќе се најде во школката зрнце песок, кое што е остро, кое што е незгодно за тоа меко тело на школката, таа не го изфрла надвор, туку почнува да лачи една материја, тврда и мазна материја, кој што се вика седев, и така слој по слој, тоа е процес кој што може да трае со години, се добива бисер. Интересно, што може една школка. И сега имаме вештачки бисери, значи се мисли на луѓе, буквално имаат фарми со школки, како што е брат Крсти има рибник, па каде што човекот со рака, значи ќе стави камче во школката, па ете после некој подолготраен процес, кој што кажав, ќе се добие бисер. Меѓутоа и тоа е долготраен процес и не секојаш излегува баш бисер со онаа убава правилна форма, кој што би можела да се употреби, така затоа се и тие скапи. Ретки се и скапи. Ние сме, барем сме слушнале за охридскиот бисер, кој што е имитација сепак на овие бисери, но исто квалитетен, не знам колку е скап, може ако имал некој прилика да купува, затоа што се прави со седев и со емулзија, која што емулзија, како што слушнав, мислам дека од Италија некаде ја добиваат од некој тип на риба, значи пак се тоа природни материјали, и затоа и овој бисер е доста надалеку познат и е вреден, но некако овие природните. Најдов податок дека најголемиот бисер е пронајден, што е пронајден некаде во Шри-Ланка, од оние така поголеми джиновски, или не знам како ги нарекуваат школки, бил тежок 6,37 килограми, со вредност од 30 милиони долари. Тоа е добра цена, навистина скапо цена. Сега, кога веќе кажавме од прилика како се добива бисер, мислејќи токму на оној природен, највреден, да се задлабочиме во оваа парабола. Елена Вајтке ни каже во Христови параболи, односно Христови очигледни поуки, вака, значи, цитат неизин, примерот за трговецот кој бара бисер има двојно значење. Значи, ова парабола на 2 начини можеме да ја гледаме. И ќе се обидам денеска да тоа складно, тие 2 начина складно ги уклопам, за да навистина стекнеме убави совети добиеме од се тоа. Значи, примерот за трговецот кој бара бисер има двојно значење. Тоа не се однесува само на луѓето кои го бараат небесното царство, туку и на Христа кој го бара своето загубено наследство. Значи,
не сме само ние трговците во параболата, барајки скапоцени бисери, и ќе го најдеме скапоцениот бисер, што ќе видиме кој е, туку тој трговец е и Исус, кој што го бара своето изгубено наследство. И од тој поглед, подосна во вториот дел од проповедта ќе зборуваме за тоа, не случајно е спомнато еден бисер. Видите зашто е еден. Да прочитаме Евреите 1.3. Да видиме сега во првото значење, кој е овој бисер, скапоцен бисер, ако трговците сме ние. Сестра Њој ќе го даде одговорот. 1.3, Евреите. Тој е одблесок на неговата слава и одраз на неговото битие. Оде станува збор за Исус. Уште некој стих. Јован 1.14. Ајде да се навратиме малку со мислите во тамо негде мај или кога беше кога започнавме со проучување на Евангелие по Јован. Јован 1.14. И Словото стана тело и се настани меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што има како един роден од таткото, полн со благодат и вистина. Исус е оцјај на Божјата слава. Тој е полн со благодат и вистина. Овие работи треба да ги чуеме, затоа што се значајни, за да сватиме зашто тој бисер е скапоцен. Сега одеме во Колосијаните 2 глава 3 стих и 9 стих ќе читаме. Колосијаните 2, 3 и 9. Во кого? Значи во Исуса. Се сокриени сите богатства на мудроста и на знаењето. Значи вистина, благодат, сега имаме мудрост, знаење. 9 стих од истата глава, Колосијаните, 2 глава, значи 9 стих, зашто во него живее сета полнота на божеството. Само овој стих и мината сабота беше презентиран од ова место. И прво послание до Коринќаните 1.30. Прво послание до Коринќаните 1.30. Овој стих вели: од него сте и вие во Христа Исуса, кои ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување. Чи вистина, благодат, мудрост, знаење, праведност, ветување и искупување. Тоа го имаме се во Исус. Тоа е скапоцениот бисер. Иако забележавте, трговецот, кој што е секој од нас, во параболата, во ова прво значење неизвино, што прави? Бара, доред никој од нас не го барал Исус и не го барал спасението. Сето тоа било работа на Светиот Дух, меѓутоа се ограничуваме сега на параболата, бара и кога ќе го најде тој скапоцен бисер, што прави? Ќе продаде се, за да го има тој скапоцен бисер. Затоа што е од непроценлива вредност. Повредено се друго што имам. Дали е тоа Исус во нашиот живот? И сега никако лаодикејци имаме еден проблем. Добро, во ред. Може би некој не е. Викам, меѓутоа кажуваме, нели, живееме во времето на Лаодикеја. Имаме еден проблем. Кој е проблемот на Лаодикеја? Лаодикејецот не може да ја согледа вистинската вредност на тој бисер, затоа што ги вреднува многу своите вредности. Свртен е кон своите вредности. Богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. Праведен сум, барем поправеден сум од тој тамо. Он може би е за во пеколот, јас не сум. Обично така размислуваме. Не? И затоа има проблем да ја свати вистинската вредност на овој бисер. Сега доаѓа оној клучен текст, според мене, кој што ќе ги спои овие две значења на оваа парабола, а се наоѓа во Филипјаните 3 глава. Значи, како лаодикејци, треба да се угледаме на Павле, на апостол Павле. Овие златни негови зборови запишени во посланието до Филипјаните во 3 глава, познати на сите нас, но ја да ги повториме. Од 4 стих
читаме таму негде од половината, 4 стих, ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, значи Филипјаните 3 глава, 4 стих, тоа јас уште повеќе. Обрезан сум во 8-миот ден, од Израелевиот род сум, од Венјаминовото племе, еврин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Ако некој треба да се спаси, јас треба да се спасам. Така размислувал Павле, ништо не му фали. Но, таква било состојбата се додека не се сретнал со Исуса. Односно, не го согледал тој драгоцен бисер, тој скапоцен бисер. Но тоа што ми беше некојаш придобивка, значи сите овие работи што ги реди, тоа го сметав за загуба поради Христа. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба, заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се, и се сметам за отпад за да го придобијам Христа. Се ке фрлам настрана, се ке продадам, само за да го придобијам скапоцениот бисер, Исуса. Зарем Павле не ни е пример во ова? Дали е така во нашиот живот? Прашање за секој. Да се сетиме на богатиот младич. Не е било толку проблем богатството, колку што било проблем срцето кај него, како кај секој од нас, што е проблем срцето, се зависи. Во сечие срце нема исти работи. Во нечие пари, во друго срце нешто друго и така натаму. Богатиот младич, откако Исус му рекол, оди продај се, раздај се уствари, земи го крстот и следиме, се разочарал и се повлекол. Не сватил дека пред него е тој скапоцен бисер, кој што вреди многу повеќе од цело негово богатство и се што има. Сега, кога е спомнат изразот купува, треба да го купи бисерот. Ако се сеќавате и кога зборувавме од неодамна пораката до Лаодикеја, што се вели тамо? Вистинскиот сведок ни порачува да купиме. Во кој смисол да купиме? Рековме тогаш, нели, верата и љубовта не се купуваат со пари, тоа е, нели, златото. Нити праведноста, во која што немаме никаков удел ние. Таа се добива. Ниту пак очната маст, светиот дух. Симон пробал да го купи, ама што значи? Значи, потребна е на трансакција. Еве еден цитат. Вие треба да дадете се. Вашето срце, вашата волја, вашата служба. Тоа е тоа. Сега кај богатиот младиш во срцето било богатството, кај друг е нешто друго. Дајте му се нему, за да ги почитувате сите негови барања. Исто така, вие мора да земете се. Че да дадете се и да земете се. А еве што е се? Тоа што треба да го земеме. Христос, полнотата на сите благослови. За да пребива во вашето срце, за да биде ваша сила, ваша праведност, ваша вечна помош, за да ви даде моќ за да бидете послушни. Ете, тоа е тоа. Се кој што треба да го продадеме. Секој наш греф, секој наша мана, сето тоа треба да го ставиме и да се приграбиме за тој скапоцен бисер. И сега, кога читавме во Филипјаните, овој прекрасен текст што Павле ни го оставил не завршува со 8-миот стих, сега 9-тиот стих е оној кој што ќе ги врзе овие две значења на оваа парабола. Што вели во 9-тиот стих? Значи, да го повториме 8-миот првин. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпод, за да го придобиам Христа. И 9 стих вели, да се најдам во Него, во Христа, немајки своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. И сега, да се подсетиме повторно на она камче, песок, кој што ете така ќе влезе во школката. И сега во ова второ значење на параболата, знаете ли кој е тоа камче? Јас и ти. Камче кој што е остро, може да повреди, значи, тоа меко тело на школката, кој што знае да боде, знае да
да сече, знае да провоцира, знае. Тоа сме ние, грешна природа. Но трговецот, сега е Исус тој трговецот, бара скапоцен бисер. Исус не гледа на нас како на камче, кој што е пон со гревови, оговарач, ваков, таков. Не, туку на нас гледа како на бисер, и то скапоцен бисер. Значи не го гледа Борче, го гледа Христа. Кога Борче би бил во Христос, тогаш би го гледал Христа. Не би гледал камче, би гледал скапоцен бисер. И тогаш, ова е оној дел кој што реков е охрабрителен, кој го гледал видеото кој што е ставено од Дейвид Ашерик под наслов "Колку вредиш", ова е нешто слично. Значи, дури некои мисли ќе повторам од Дейвид Ашерик. Тогаш колкава е нашата вредност? Не е тоа, вредноста наша не е тоа колку јас се вреднувам или колку, не знам, вие ме вреднувате. Или колку може би некој ме обезвреднува мен, или пак јас него го обезвреднувам. Туку тоа како и колку не цени Исус. Во случајов, која одредува вредноста? Купувачот, трговецот, кој што го бара бисерот, тој плаќа. И со што платил Исус? Со живот. Со својот живот. Ние сме повредни од неговиот живот. Замисли какава е нашата вредност. А вие може би сте во депресија, може би некој ве навредил, може би некој ја повредил, бе безвреднил. И тешко ви е затоа што, ете, сепак вие може да нешто вредите, ама вредите и тоа како? Вие сте скапоцен бисер во неговите очи. За кој што платил највисока цена. Платил со својата крв. И сега се сеќавате на оваа илустрација, ќе искористам затоа што е во контекст на ова што го зборуваме, ќе се сетите, може би, оној кој што има повод добро сеќавање. Некој сакал да види отприлика колку вреди еден човек, значи во пари, и ако сега земеме хемиски го разградиме човекот, што ќе добиеме? 70% е вода. Што вреди толку водата? Железо има колку за еден клинец. Шекер, една чаша за 5-6 кафења отприлика. Сало, 5-6 парчиња сапун. Ова е во зависност. 5-6 парчиња сапун, значи колку да направите. Вар, колку да окречите половина ВЦ дома. Ништо повеќе. Фосфор за изработка на околу 2200 кибричиња. Знаете сега, вие може да бројате голема, но знаете колку се употребува на кибриче фосфор. Магнезиум, за колку за една доза магнезиум, наречеме едно апче на таблета. Малку калиум и малку суфор и сето тоа околу $5 или 200 до 250 денари. Толку вредиме, 250 денари. Како што гледаме какво е времето денеска, ни толку не вреди човекот. Кога се убиваат како животни, кога може син да задави мајка во неготино, затоа што ваа го скарала да не пуши во собата, тоа колку вреди човекот денеска. Кон што се движиме? Ете, тоа се показателите кои што кажуваат дека живееме во последното време. И X примери има, да не ги спомнуваме. Секој ден вестите се исполнити со тоа нешто. Но, за Господа не е така. Ѓаволот е тој кој што сака да ни изуништи сите и за него ништо не вредиме. За него сме само топовско месо. Да не разнесе, да не уништи. Но, за Бога сме скапоцен бисер. Сега, ова е примерот што го искористи Дейвид Ашерик, ја би сакал да го искористам. Дали некојаш во животот ви се случило да купите нешто фалш? Некоја кола, да речеме, па после 100 километри ќе почне да откажува. И многу се може би 100. Или било што. Јас од неодамна
Иде зима и сега излегов тамо на тезгите во Штип, во трговскиот центар, да си купам папучи за по дома. Можев да предпоставам дека се кинески, најверојатно, меѓутоа, ете, 250 денари ги даваше човекот, па ми ги спушти на 150. Као за сефте вика, ајде да ми тргне работата, и јас, добре, до 250, 100 денари ги заштедам, си викам. И ги купив и да ви кажам, можем да кажем дека, да не речем за еднократна употреба беа, буквално се распаднаа веќе, уште ги носам, ама се распаѓаат, полека се распаѓаат. Зошто купувате, кога купувате нешто, кога ќе земете нешто фалш, зошто го земате тоа? Затоа што не сте знаеле дека е фалш. Ама Исус знае. Исус знае дека сите ние сме фалш, дека сме никакви. И сепак, и покрај тоа што знае, дошол и го положил животот за нас, затоа што во нас гледа скапоцен бисер. Да се подсетиме пак на таа школка. Тоа камче е безвредно. Ама Исус нема да ви истурка како таа школка, туку ќе почне да, може тоа да трае, долг процес може да бидат години, ама ќе почне да става врз вас, значи тој седев. Да ве обликува за да добиете на крајот бисер. Всушност бисерот е Исус, ама кога јас сум во Христа, како што вели Павле, јас сум бисерот. Значи Исус на нас не гледа на мене, не го гледа Борче, не го гледа Диме, го гледа Христа. Сами од себе се гледа. Тоа е оправдување со вера. И тоа и чека Господ да заблескаме како еден скапоцен бисер. Ама така може ако сме во Христа. И тоа е во нас. А за тие што се во Христа, вели Римјаните 8 глава, нема осудување, затоа што ти се оправдани. Еве, читавме во 3 глава Филипјаните. Значи, скапоцениот бисер е Исус, за кој што едноставно се треба да оставиме настрана за да го добиеме, ама во негови очи и ние сме тој скапоцен бисер, за кој што тој го положил својот живот, затоа што вредиме. И секој од нас, пазите, реков, не случајно го спомнав тој факт, еве, ќе го прочитаме повторно параболата, при крај сме. Значи, Матеј 13 глава, 46 стих. А кога најде еден скапоцен бисер, зашто еден? Секој од нас е еден, секој од нас е посебен, секој од нас е уникатен и нема замена за него. Исус сака сите да не спаси. И, да не ја подсетувам на оној цитат, би дошол и би го направил истото тоа што го направил и за еден. И еден да беше грешникот. И овој последниот дел, значи, како што кажа, пред се треба да не окрви, затоа што ние сме скапоцени бисери, не го заборавајте тоа. На крајот ќе завршам со прво послание до Коринќаните 6.20 и уште неколку завршни мисли. Прво послание до Коринќаните 6.20. Зашто скапо сте купени. Трговецот продал се за да не купи. Дал се за да не купи. И така прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божии. А претходно на овој текст, што вели таму? Дека нашето тело е храм на Светиот Дух, треба да биде. И треба да го прославиме. Значи, ако нашето тело е храм на Светиот Дух, ако ние Светиот Дух го имаме во себе, го имаме Христа во себе, и ако ние сме скриени во Христа, еве ви го бисерот. Еве ви е таа формула за која што и порано зборувавме на успех. Христос во мене и јас во Христа. Тоа ще прачка која што е поврзана за лозата и ќе даде многу род и плод. И на крајот и спасение. Нека му е слава на Бога што даде се. Го даде и својот син, него воздржа за нас, затоа што во нас гледа скапоцени бисери. Пазите, ова е клучно и за тоа како еден на друг гледаме. Ајде да се сетиме на горната соба. Зошто се излеал Светиот Дух тамо? Што се случило? Каква промена се случила кај учениците? Претходно гледале, јас сум подобар од тебе, јас прво место треба да бидам.
А после почнале еден во друг да гледаат скапоцен бисер, а не некој безвреден, по-малку вреден од мен или било што. Тоа е решението и на добрите меѓучовечки односи. И затоа се изгледал Светиот Дух. Подосна затоа што го согледале, го нашле скапоцениот бисер и почнале да го гледаат еден во друг. Нека биде така и во нашата црква, во нашата средина, меѓу сите нас. Нека му е слава на Бога. Амин.